Значи, можете да славите половина ден, но подоцна се вратите на работа. Федерика Могерини со зборови ја учеше Македонија да се бори против корупцијата, а сега заврши со титулата осомничена токму за корупција. Поранешната висока представничка на ЕУ за надворешна политика беше притворена, но сепак ке се брани од слобода. Таа на една од највисоките позиции во Брисел беше 5 години, од 2014 до 2019. Во тој период често знаеше да ги советува сите држави аспиранти за членство да работат на реформите, пред се во однос на владењето на правото. Такво нешто ни порачуваше и нас директно од македонската влада. Следното ниво на видеоиграта, како што кажав, е прво спроведувањето на реформите. Препораката која што ја споменав носи два магични збора, тоа се задржување и продлабочување на реформите. Сето тоа значи трансформирање на реформите кои што сте ги идентификувале, обврските кои што сте ги прифатиле. Могерини во Македонија особено активна беше во периодот кога се договараше промената на името. Неколку пати беше во земјава, еднаш и на само 17 дена пред одржувањето на референдумот. Во Старата Скопска чаршија беше на чај со поранешниот премиер Зоран Заев, подписникот на договорот од Преспа Никола Димитров, Бујар Османи и други представници од тогашната влада. Од чаршијата им порача на граѓаните дека европската иднина била во нивното референдумско гласање. Клучевите не се во рацете на никого друг, освен на вас. Не дозволувајте некој друг да го направи тоа за вас. Ова не се избори, ниту пак ова е нешто поврзано со политика. Мора да бидете сигурни и убедени дека кога ќе се разбудите веќе следниот понеделник, тоест на 1 октомври, мора да бидете свесни дека сте направиле избор. Избор кој што ја засега иднината, вашата лична, иднината на вашата земја, иднината на вашите деца. Македонија го промени името, а потоа Могерини не врати во реалноста, дека придавката Северна не е единственото што ќе ни донесе напредок кон ЕУ. This represents the positive step that will have an influence on the opening of negotiations. It will not be the only element, obviously, but our friends from North Macedonia know very well that the focus on the reform agenda is as crucial as it was the solution of the name. Могерини заедно со поранешниот шеф на Европската служба за надворешна акција Стефано Санино е осомничена во рамки на истрага за измама. Обвиненијата се однесуваат на злоупотреба и корупција во јавните набавки, судирни интереси и прекршување на професионална тајна. Тие беа ослободени бидејќи не се смета дека представуваат ризик од бегство, се вели во соопштението на Европското јавно обвинителство. По избивањето на овој скандал Могерини поднесе оставка од позицијата ректор на Коледжот на Европа.